Бајколент. Аудио бајки. Волшебникот од Оз. Дора беше едно девојче што живееше со своите вујко Маријан и вујна Ема. Тие имаа една мала куќа. Дора имаше едно малечко сиво куче Тото, кое насекаде одеше со неа. Еден ден фати силна бура. Вујна Ема виде каква опасност доаѓа. "Дора, бегај во визбата!" викна таа на цел глас. Дора го грабна Тото во раце и тргна по вујна ѝ. Почувствува дека целата куќа се искачува нагоре како балон. По неколку часа куќата престана да се движи, а тие се најдоа во една убава земја. Додека Дора гледаше во необичните нешта околу себе, забележа една група чудни луѓе како и доаѓаат во пресрет. "Добре дојде, ние сме ти благодарни," и рекоа едни чудни луѓе. "Твојата куќа ги уби," рече жената покажувајќи го едниот агол на куќата од пот, која се гледаа едни чифти нозе со сребрени чевли. Дора почна да плаче. Сакаше да се врати дома. Облече ги овие сребрени чевли и тргни по жолтиот пат од Тули и пронајди го волшебникот од Оз кој е во Смарагдниот град. Тој ќе ти помогне да се вратиш дома, и рече добрата вештерка. По пат Дора сретна едно страшило, кое беше тажно, бидејќи беше направено од слама и немаше мозок. Таа му рече да дојде со неа кај волшебникот од Оз за тој да му даде мозок. По пат сретна и еден човек од Лим. Тој беше тажен затоа што немаше срце, па реши да појде заедно со Дора и со сламеното човек кај волшебникот од Оз за да тој му даде срце. Одејќи по пат сретнаа еден лав. Тој беше целиот исплашен и срамежлив. "Каде ќе одите сите?" праша. "Одиме кај Оз, дојди и ти со нас, можеби ќе ти даде храброст," му рече Дора на лавот. И така лавот појде со нив во Смарагдниот град. Но волшебникот од Оз беше лажго, кој им рече дека ќе добијат се што сакаат ако ја убијат лошата вештерка од Запад. Тие ја пронајдоа лошата вештерка од Запад и случајно ја испрскаа со вода. Од водата таа се растопи и тоа беше крајот на владењето на лошата вештерка од Запад. Тие се вратија кај Оз, а тој им кажа дека не е волшебник, но дека сламениот човек, човекот од Лим и лавот, веќе имаат се што им треба. Но Дора не можеше да ја врати дома. Во меѓувреме, тие се сретнаа со добрата вештерка од југ. "Пропни со твоите сребрени чевличиња 3 пати и можеш да одиш каде што ќе посакаш," и рече вештерката. Дора ги бакна своите пријатели за разделба и го направи тоа што и го рече добрата вештерка од југ. Еден виор од ветер ги врати неа и Тото дома. "Толку сум срекна што сум дома," зборуваше Дора додека ги гушкаше вујко Маријан и вујна Ема, кои беа пресрекни што видоа дека Дора се врати дома. Ако ти се допадна бајката, притисни лајк, шер и сабскрајб. Се гледаме во следната бајка.